Вести на Канал 8. Добар ден. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија, во Кочани беше одбележан празникот Свети Трифун. Се закрои лозието за берекет. Символично полевање на лозата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозието во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Сакам и да благословам и да апелирам да празникот, да денот го прославиме достојно во духот на нашата православна вера. Лозарите рекоа дека 2016 поминала одлично, со богат род, а за 2017 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да нема промени во родот. Денеска на Свети Трифун го закроваме лозието, за да ни даде повише род и берекетно да биде. И со гости да си прославиме. Годината 2016 беше многу убава и многу убаво грози имаме. И добро вино и ракија. Мислам дека нема да има проблеми оваа година, ќе биде тука. Нема подземна вода да корено му заболи и дека ќе биде убаво. Има ли, што жалат ли лозарите, има ли многу измрзнати лози? Нема тука на ова подрачје. На закриувањето на лозијата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Кочани, на кои им беше доделено погача за здравје. По традиционалното закриување, присутните се почестија со богата трпеза, а на здравија со чаша ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и заеднички и си посакаа побогат род од минатата година. Традиционалниот собир за закриување продолжи со песна до доцните попладневни часови. Виничани со повеќе адети во одбележувањето на Свети Трифун. Празникот се слави со примопредавање на кумството на источната и западната страна од градот, а на истиот му претходеше дегустација на вино и ракија и лозаро-овоштарска вечер. Славењето и уживањето во виното веќе одамна се втемелени во православието преку празникот Свети Трифун, а виничани посебно го негуваат тој култ, пред се заради тоа што виното е во историјата на овој град, а се уште стои и куќата која била правена од вино и кал. Чествувањето на денешниот празник, кој во Виница се одбележува со повеќе адети, има децениска традиција, што се пренесува и негова од колено на колено. Ја мислам дека како традиција треба да остане да се почитуваат тие верски обреди, секако дека мислам дека има нешто што мора да веруваме. Нормално дека мора да веруваме и за да обстојуваме како луѓе, како народ, мора да имаме верба во нешто и мислам дека тоа најмногу не одржува. Виничките лозија зафаќаат површина од 320 хектари, а меѓу плантажите највпечатливи се лозијата на земјоделецот Драги Петров, кој лани го носеше кумството на источната страна од градот во атарот на село Драгобраште, колку Свети Трифун му го донесе очекуваниот благодат, а колку природата и минусните температури годинава ќе го скратат родот. Назад на 7-8 години колку јас се занимавам со лозарство. Првите години имаше малку некој проблем за пласман, нели. Сега овие години нема проблем. Имам случајно веќе договори со Скопска винарија. Дел од реколтата, мислам, ја земат. Имаме приватен пазар. Од оваа година кумството оди во рацете на младиот лозар Тони Велков, кој сака да го продолжи наследството од родителите. Очекувам пред се здравје, љубов, слога помеѓу луѓето, род добар, да има вино, ракија. Пред се битно е да ја запазиме традицијата. Со Свети Трифун започнува закриувањето на лозието, со кршењето на богачите се избира кумот за следната година, а со полевање, вино и попраскување светена вода се бркаат штетните инсекти, а во чест на празникот мора да се пие и да се јаде за годината да биде берекетна.
Не се остварија најавите и очекувањата дека со отворањето на правниот факултет Кочани ќе стане академски град и ќе се отворат други студиски програми. 10 години подоцна овде ја нема студентската раздвиженост, ниту пак очекуваниот економски ефект, туку тие се префрлија во соседниот Штип. Седиштето на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип само формално се наоѓа во Кочани. Најголемиот дел од наставниот процес и атрактивните насоки неколку години се префрлени во матичниот град, така што кај нас веќе не се чувствува студентската раздвиженост што ја имаше претходно. Иако беше направена известна замена на студиите на правниот со оние од економскиот па и машинскиот факултет, факт е дека ефектот не се постигна, па бројот и на ново запишани и на оние студенти од повисоките години има тренд на постојано опаѓање. Со тоа паднаа во вода најавите од предизборните кампањи на актуелниот градоначалник Димитровски, дадени уште пред неговиот прв мандат, дека Кочани ќе стане академски град. Тогаш се нејавуваше можност овде високо образование да посетуваат околу 1000 студенти, што требаше да значи и известно раздвижување од економски аспект, со оглед на очекуваните суми што тие би ги оставале за трошоци. 9 години подоцна, правниот и останатите факултети во Кочани останаа подзаборавени. Точно е тоа. Меѓутоа, тоа е политика на Универзитетот Гоце Делчев и јас се согласувам со вас. Јас би сакал да ги имаме и правни и економски, ама преговараме со тоа, меѓутоа тоа е одлука на Министерството за образование и пред се на Универзитетот, ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Дали поради одлуката на управата на универзитетот или поради слабото лобирање на нашите општински структури, од факултетите во Кочани остана само добрата желба и нереализираната замисла до крај. Сепак, одговорот за ова уште пред 5 години го најави тогашниот министер за образование, според кого уште пред отворањето на факултетите не се очекувало дека тие за секогаш ќе останат овде. Идејата е нели дека ако после 3 години се генерирани кадри од еден вид на студиска програма, дека е на тој начин задоволено и барањето од таков вид на кадри во тоа населено место или во пошироката околина, со воведувањето на новите наставни програми, новите дисперзирани студии, да овозможиме различен профил кој директно и индиректно ќе помогне и на економиите во населените места каде што се наоѓаат овие дисперзирани програми. Дисперзираните студии на повеќето факултети се покажаа како економски неисплатливи поради малиот број запишани студенти и големите трошоци за доаѓање на професорите и останатиот наставен кадар. Меѓу кочанци се шпекулира дека токму атрактивноста на насоките на правниот факултет била една од причините што штипјани си го зеле под своја закрила. Како втора причина, помалку на шега, се споменува тоа што правни студии завршиле оние на кои им било неопходно оформување некакво високо образование, па откако го сториле тоа, сега факултетот во Кочани и не е толку потребен. Продолжува опаѓањето на животниот стандард на граѓаните во државата. Само за еден месец трошоците за живење се покачиле за половина процент. А најзагрижувачко е што тоа поскапување се однесува на основните продукти за живот. Трошоците за живот во јануари оваа година забележале покачување од 0,6% и во однос на претходниот месец и во однос на истиот месец минатата година. Цените пак на мало пораснале од 1,1% во однос на декември 2016 до 1,5% во однос на јануари 2016. Тоа се најновите податоци што ги објави Државниот завод за статистика од редовните испитувања за движењето на нивото на животен стандард. Пораст на индексите на трошоците за живот во јануари 2017 во споредба со претходниот месец е забележан и кај свежиот и смрзнатиот зеленчук, и тоа за 4,5%. Овошето поскапело за 3,5%, млекото за 1,5%, а најмалку јајцата и алкохолните пијалоци за 0,2%. Во текот на јануари, исто така највисок пораст на индексите на трошоци на живот е забележан и кај течните горива за домакинствата, и тоа за 9,1%. Поскапеле и услугите за сместување за околу 5%. Најмало поскапување имало кај облеката и материјалите за одржување и поправка на станот, каде порастот е само 0,2%. Според Државниот завод за статистика, намалување на цените во текот на минатиот месец во споредба со декември лани е регистрирано кај рибата и морските плодови за 1,3%,
како и кај сушеното, соленото и чаденото месо за околу половина процент. Уште 30 дена им остануваат на граѓаните да поднесат годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Рокот истекува на 15 март, а до сега се поднесени само мал дел од очекуваниот број пријави. За 30 дена на 15 март истекува рокот во кој граѓаните ќе треба да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход во 2016-та. Иако законскиот период за оваа обврска започна да тече од почетокот на годината, вообичаено поголем интензитет за поднесување на пријавите има во последните денови. Сепак, од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Кочани велат дека за разлика од изминатите годинава граѓаните се подисциплинирани во доставувањето на документацијата и веќе поинтензивно е нивното пријавување, поради што најверојатно ќе се избегнат долгите редици пред канцелариите во кои се примаат документите. Од почетокот на февруари бројот на подносители постојано се зголемувал и во одделни денови се примаат и по повеќе од 200 пријави. Одговорните во канцеларијата подсетуваат дека граѓаните треба да имаат претходно пополнети пријави, а со нив да ги приложат и неопходните потврди за примањата што ги примиле заедно со платените аконтации за нив. Од граѓаните на општина Кочани беа примени околу 6000 пријави за остварен приход во текот на изминатата година. Според проценките тоа се само половина од вкупниот број. Зголемен број подносители годинава се јавува затоа што обврска за доставување пријави имаат и сите вработени кои примиле регрес за годишен одмор, така наречен К15. Од даночната канцеларија велат дека пријавите за утврдување годишен данок на доход се бесплатни и можат да се подигнат во нивните простории или пак да се симнат од интернет од официјалната веб страница на Управата за јавни приходи. Обврска за поднесување пријава имаат граѓаните кои оствариле приходи во земјата или во странство, а во што се вклучени личните примања, приходи од самостојна дејност, приходи од имот и имотни права, од авторски права и права од индустријска сопственост, од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, како и останати приходи. Даночните обврзници кои остваруваат само приходи од плати или пензии или само приходи од земјоделска, односно самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. По повод празниците Свети Трифон и Свети Валентин, литературниот клуб Копнеш организираше литературна средба народно украини и познати автори во библиотеката Искра во Кочани. Издаден беше и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Литературно читање по повод празниците Свети Трифон и Свети Валентин организираат членовите од литературниот клуб Копнеш во библиотеката Искра во Кочани. Се читаше љубовна поезија и поезија за закројување и берекет на лозијата. Подготвен е и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Членовите на литературниот клуб Копнеш во Кочани и матичната библиотека Искра традиционално ги чествуваат двата празника – Свети Трифон и Свети Валентин. Два празника од две различни религии со заеднички именител – љубовта. По таа пригода ние како членови на Копнеш подготвивме билтен во кој ги сместивме нашите лични творби кои што денес ќе бидат презентирани на манифестацијата, но и некои од нашите посетители ќе го имаат во своја трајна собственост тој билтен. Литературниот клуб Копнеш традиционално секоја година ги чествува двата празника и организира литературни читања и други активности со познати автори. Инаку секојдневно се зголемува бројката на нови членови на Кочанскиот литературен клуб, кој е многу активен на културно поле. Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев со делење флаери и подароци на случајните минувачи ги одбележаа празниците Свети Трифон и Свети Валентин. Хуманитарен штанд беше поставен и за помош на Методи Митев. Не е грев да се опиеш од љубов е мотото под кое членовите на младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев ги одбележа празниците Свети Трифон и Свети Валентин. Неслучајните минувачи им делеа подароци и флаери. Младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев од Кочани денеска по повод 14 февруари, денот на влюбените и Свети Трифон, подготвивме штанд со наши производи на кои што ќе се најдат некои производи во вид на срце.
кои што ќе бидат подарувани на случајни минувачи. Исто така изготвивме и флаери кои што ги поделивме по сите кафичи во пицериите, така да благодарност до сите кои што ни одобрија и за соработката, се разбира. На денот на влюбените во трговскиот центар беше поставен и хуманитарен штанд за помош на Методи Митев. Јас мислам дека веќе е време вака да ја покажеме хуманоста, како и досега, така и сега. Да му помогнеме на Методи Митев да има нов живот и да му се радува на него. Да покажеме дека Кочани може да биде Кратово, како Кратово што го испрати Давид на лекување. Така ние сите заедно да го испрати и Методи и да го дигнеме на нози. Граѓаните на Кочани ја покажаа хуманоста и даруваа и купуваат дел од изложените производи за помош на Методи Митев. Вакви хуманитарни активности младинците од Кочани организираат секоја година по повод двата празника, Свети Трифон и Свети Валентин. Следува информацијата од спортот. Солиден успех постигна борачот на Спартак Столе Евтимов на државното изборно јуниорско првенство, што се одржа во Прилеп. Во силна конкуренција во категоријата до 86 килограми, тој го освои третото место. Нов успех постигна младиот борач на Спартак Столе Евтимов на државното изборно првенство за борачи до 23 години, чиј организатор беше борачкиот клуб 7 мај Леов од Прилеп. Тој беше единствен учесник од Кочанскиот клуб и во силна конкуренција го освои третото место и бронзениот медал. Евтимов настапи во категоријата до 86 килограми и со прикажаните борби успеа да извојува победи над своите противници и зад себе да го остави директниот конкурент Тачи од Скопска Лирија. Со тоа Кочанскиот млад борач ја потврди својата добра форма и ја продолжува серијата успеси, а за што признание доби и на неодамнешниот избор на спортист за 2016-та, кога му беше доделена спортската стипендија на општина Кочани. Инаку на државното изборно јуниорско првенство екипно најдобра беше екипата на Лирија пред Тефејус и Балканец. Иако боречкиот клуб Спартак се најде на последното место, сепак учеството на Евтимов и остварените победи значи враќање на клубот на поранешните патеки, со оглед што од неодамна започнаа поинтензивните подготовки и се вратија Павлев и Викич. Изборното првенство во Прилеп беше од селективен карактер за репрезентативниот состав, кој треба да ја представува државата на Европското првенство за борачи до 23 годишна возраст. Со оглед на добриот пласман, Евтимов е земен за член на младинската репрезентација на Македонија. Со спортската информација и со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.